Македонската јавност дозна за глумицата Симона Живковска пред околу 3 години, кога се појави во филмот Црната вдовица на Скарлет Јохансон. На неколку часа е во Скопје, денеска моје друштво без маска. Симона, фала ти што одвои време да се видиме денес. Фала и на вас за интервјуто. Ти пред неколку дена дојде во Македонија. Кога последен пат си била тука? Последниот пат бев пред една година, лани. Уствари дојдов за премиерот на Black Widow, ама добив корона и си останав во карантин. Да, никој не те виде тогаш, имаше најава дека ќе имаш средба со фановите, на крај тоа не се случи. Дојде првично за фестивалот Браќа Монаки. Како си помина во Битола? Многу убаво, прекрасно. Јас немам видено многу македонски филмови и ептен ме интересираат, сакам да ги гледам и да се запознам со, наши луѓе. И гледав многу филмови македонски, сите ми се свиѓа, ми се допаѓа и се запознав со многу талентирани режисери, синематографери и многу ми беше мило. Ти понудија некаква улога со работка и ве сега прва прилика штом ќе можеш? Па, ќе видиме, пиев кафе, идев таму на митинг малце да збориме, ама ќе видиме, здравие. Што треба да биде, ќе биде. Од Битола излезе едно видео каде што на сцената во Голден Фелиција ми се чини излезе и пееше појашче све колачица. Да. Тоа ти дојде онака природно или те викна на сцената нешто да испееш со нив? Не, така природно. Јас наша музика слушам нон-стоп. Мислам, потеклото ми е од тука, нели? Да. Ти често објавуваш уствари на социјалните мрежи, често објавуваш видеа кај што пееш на турбо фолк, значи се журкаш Шаца, Лука, Стеца, македонска музика, рок музика. Добро, како реагираат твоите британски пријатели, односно пријателите кои што не се од Балканот, како реагираат на овој тип на музика? Па, интересно, вака дома, мислам у Англија кога правам роден ден, јас се слушам народна музика. И на нив им е интересно, никогаш не слушале таква музика. Ама сега од поновите им се свиѓа многу, викаат. И многу интересно, ги учам. Да пеат? Да, имам една другарка, ја знае таа песната Ти моје злато. Добро. Ги пеат. Заедно со тебе. Да. Ти си по потекло од Македонија, всушност мајка ти е македонка, татко ти е од острва од Сент Мартин. Да. Живееше тука до 7-та година, претпоставувам, така, и потоа се преселивте во Англија. Меѓутоа, кои се најубавите работи што те врзуваат за Македонија? Кои се некои најубави спомени од твоето детство овде? Многу, има многу. Прво, фамилијата, тука ме уште. У Англија сме ја, Борис, брат ми и мајка ми. Фамилијата, јадењето, у Лондон не можам нигде да најдам симит погача, например, тоа. Пробали сега дека беше тука? Уште не, у Битола нема. И сега, баш денеска, после интервјуто, ќе идам да јадам симит погача. Едва и чекам. И све ми фали, јадењето и фамилијата највише, исто тука друштвото е подругачие, како се вика, пријатни се луѓето. Лондон малце ладничко, не е така како тука, ама све ме враќа. Многу сакам да бидам тука. Дали од тоа време имаш пријатели? Од времето кога беше дете, дали имаш пријатели во Скопје со кои што се гледаш повремено? Да, така се слушаме на Facebook, кога ќе дојдам ќе се сретнеме. Ама ја во Англија бев 20 години пред да се вратам тука првиот пат. Толку долго? Скоро 20 години, да, не дојдовме. Не, може 15 беше уствари. И да, сега се гледаме, иначе многу време помина. Дали име на луѓето чудно кога ќе те видат тебе, кога ќе седнеш на кафе или кога ќе отидеш негде на ручек по ресторани во Македонија, кога ќе почнеш да зборуваш македонски? Како реагираат? О, извини, не знаев дека си македонка, мислев дека си странец. Мене ми е смешно сега, го разбирам тоа. Нема многу, така мешани од Кариби и од Македонија. Ама не, мислам, не ми е ништо лошо, така не ми е неизгодно, него смешно ми е и мене. Да, ти си со мешано потекло. Како беше како дете? Кога беше мала тука, дали имаше некои непријатни ситуации со децата на твоја возраст или само убави работи ти се случува? Не, немаше нешто непријатно, него кога бев малечка, тука кога учев во школа, сите ме гледа. А јас мала не знам зошто, не разбирам уствари. И малце, така ми беше незгодно, ама мајка ми нонстоп ми вика, те гледат пошто си убава, не се секирај. Знаеш, како малечка размислуваш све, мислиш дека некој лошо те гледа, ама уствари не, знам дека малце чудно.
Ти се пресели во Англија на 7 години. Да. Кога се преселивте тогаш, дали зборуваше англиски или не знаеше воопшто? Воопште не знаех. Баба ми ме научи две реченици. Едната беше open the door, close the door. Отвори врата, затвори врата. Само тоа го знаев, ништо друго. И како се снајдевте на училиште на почетокот, кога дојде во сосема нова средина и кога требаше да разговараш со децата кои што се на твоја возраст, кои што не разбираат македонски? Многу, јас, како се вика, шај бев. Срамежлива? Да, многу. И така, у школа само тоа го викав open the door, нешто ќе ме прашат, јас ќе кажам отвори врата, не се разбирав, ама после тоа, после еден месец, два веќе научив, пошто малечка побрзо учиш кога си мала. Да, за кратко време стекна пријатели или ти требаше време да се прилагодиш малку на целата ситуација? Требаше малце време. Таму е и подругачие, тука, например, таму у школа е подругачие од тука. Тука е малце построго, таму е многу опуштено? Да, опуштено. И тоа не ми беше мене јасно. Ама многу лесно се, после еден месец, два, си најдов пријателки. Како разговарате сега во Англија дома со твоите? Зборувате на англиски или зборувате на македонски? Мешаме. Мајка ми нон-стоп македонски збори, затоа ја мислам уште знам. Брат ми исто меша, а јас пробувам нон-стоп македонски да зборам, пошто не ќам да заборавам. Да, ти викаш мене македонскиот ми е слаб, пред интервјуто ми кажа, меѓутоа твојот македонски е фантастичен. Не знам. Вака, не знам, твојот е фантастичен за мене. Ама планирам јас да дојдам да живеам во Македонија следната година, може на еден месец, два, за да учам подобро, да научам многу убаво да зборам. Меѓутоа, пошто сакам, може еден ден македонски филм да глумам и сакам убаво да знаеш да зборуваш јазик. Дали дома во Англија ги следите оние македонски традиции, значи да сготвите нешто македонско, дали имате слава можеби? Да. Има мајка ми, најдобра другарка, Снежа се вика, има македонски ресторан отворено во Англија. И таму нон-стоп идеме на наша музика, наша храна. Јас знам да правам мекици, знам бурек да правам. Многу во, браво. Да, мусака, исто многу сакам, правам дома, мајка ми ме учеше. Баба ми ме учеше мекици, ја мислам која баба ќе те научи, тогаш е... Вистинското. Да, така. А кога ти доаѓаат тебе на гости пријатели британци, не битно дали се британци или се луѓе нели што не се со балканско потекло, дали им готвиш македонска храна да пробаат? Дали си им дал на пример ајвар да пробаат? Како реагираат? Баш така да ти кажам, имам еден другар од Јамајка и беше кај нас на гости и мајка ми вика мораш ајвар да пробаш и проба и рече ова е нешто најубаво на свет. Нема такви ствари во Англија или на друго место и им се свига, да ти кажам. Доаѓаат да јадат кај нас нон-стоп. Како ја одржуваш линијата? Линијата? The good looks. The good looks? Па со martial arts. Со боречки вештини, да. Да, тоа многу обожавам да го... Тератана не одиш? Одам, ама повеќе сакам да се борам. Колку внимаваш на исхраната? На храната, месо малце многу ретко јадам, зависи. Ако сум тука јадам нон-стоп, кебапчиња, мамо таму. Ти ми кажа дека имаше време да се видиш сега во еден ден колку што си во Скопје, дека имаше време да се видиш со сите твои роднини. Да. Добро ти направија огромна трапеза со јадење, со се што е пред јадење, главно јадење, 10 вида месо. Све се изнајадов. Уште симет ми фали. Ти се лутат ли ако не пробаш некогаш нешто? Да. Викаат Симон, ајде пробај јаде. Обавезно, кај баба ми колку одам, не смеам да не земам. Значи, нема везе колку сум јадена пред тоа. Ако ми понуди баба ми да јадам, морам да јадам. Ако не, ќе ми се налјути. Да, ти ми кажа пред интервјуто дека пред да дојдеш тука буквално си била кај баба ти, дека си поминала еден час заедно. Колку ти е убаво кога ќе отидеш кај неа? Кај бабата Дорка, еве баш тука живее 1 минута од овде. Многу ми е убаво. Ке си седнеме, ке си пиеме кафе, ке си направиме муабет. По 1 сат седиме, се избориме, многу ми е убаво. Знаеш да цвртиш шолја на кафе, па ајде бабо да ме гледаш? Знаеш што? Знам. И правевме така, мислам, кога бев помалечка, многу ме интересираше тоа со турското кафе, така кога ќе цвртиш. Да, многу ми е интересно тоа. Сакам. Колку си блиска со твојот брат? Брат ти е помал од тебе? Да. Како го поминувате времето заедно? Живеете во близина во Лондон или не? Да, заедно живееме. Каде он уствари што живее 2 минути пишки и многу сме блиски. Ја и он заедно израставме, тука ми текнува кога живеевме,
нонстоп се качувавме по треши Да берете? да бераме, да, многу сме блиски. Како реагираат луѓето кога ќе им кажете дека сте брат и сестра? Мислам, окей, кога бев малечка, така, колку години имав 8, еднаш кога бевме у парк и не знам, некој го закачаше брат ми и јас знаеш поголемата, повозрасна сестра, викам, немој брат ми да го закачаш. И они ми викаат, па он не ти е брат? Викам, зошто, како може да не ми е брат? Па не гледаш, различни сте, он е малце побел, ти си малце потемна. И тогаш уствари јас сватив, иначе пред тоа не, мислам, не ми беше, не реагирав, не ни го мислев тоа. Значи, само тогаш еднашка, знаеш, така реагира, ама деца, Да. тоа е. Иначе, окей. Кога свати дека имаш талент за глума? Па кога бев во средно школа во Англија, бев јас многу, како рече се вика, шај? Срамежлива. Срамежлива. Ама имав еден учител по драма, не учеше, и он ме натера, така, сапорт ми даде, за да пробам да глумам. А мене пак ми беше страф и он ме натера, вика, не се секира, ќе биде све добро. И после тоа многу се осеќав убаво, не можам да ти објаснам душата како ми се наполни од тоа кога веќе направивме Во училишна во представа училиште глумеше? представа, да. И после тоа се зарибив во Ти драма. всушност во таа училишна представа ја имаше главната улога. Читав Да, едно интервју, да, пишува дека си имала главната Да. улога. Како беше кога излезете на сцената прв пат, а те гледаат сите родители или на твоите пријатели? Да, и се тресев многу и беше страв. Јас уствари сакав да бидам не главна, сакав така на страна. Споредна, да, мала да, улога. Да, ама не ми дозволи учителот, рече ќе го направиш и ќе бидеш супер. И мислам, дури се правеше представата, ми беше страв, ама после 3-4 минути така се олабавив и супер беше. Да, веќе не Стварно. приметуваше, претпоставам, Не. кој е пред тебе. Не, се изгубив скроз. Од друга релма отидов. Колкава поддршка ти беше семејството, мајка ти, брат ти, кога реши дека ќе се занимаваш професионално со глума? Мајка ми секогаш ме поддржува и брат ми исто. Знам за неколку млади е тешко, мислам, знаеш, некош ќе ти каже зошто глума, ајде доктор или не знам, Банка, економија, да. право. Не, ствари мајка ми малце се насмеа пошто како малечка јас ностоп викав стомак ме боли. Поготоа навечер кога требаше да легнам да спијам, а јас тоа го викав затоа што сакав до мајка ми да спијам. А она не учеше да спиеме сами у соба, нели? И јас лажев, мислам глумев дека Да. ме боли стомак, дури и плачев. И ме носеше у болница, све и ќе кажат па ништо не е, добра е, не ја боли ништо. И после 10 години ја и кажав на мама дека ствари глумев и кога дозна дека сакам да бидам глумица, се искина од смење. Баш ради тоа. Глумица на мајка од дете си знаела Да. како треба. Да. Какво искуство беше да јас во самиот повод ја спомнав Црната вдовица, кога македонската јавност дозна за тебе, ти тогаш кажа јас ќе глумам во филмот на Скарлет Јохансон и ќе зборувам на македонски јазик. Да. Дали улогата ти ја дадоа на македонски заради тоа што дозна отпосле дека си македонка или така некако и беше пишувана? Дознаа после. Они бара 5 девојчиња, различни потекла и не прашуваа кои јазици можете да ги зборите, јас им кажам да зборевте. Ја им кажав македонски и англиски, знам. Не знам многу добро македонски, ама знам вака. И после тоа, кога ја добивме скриптата, таа сцената имаше уствари многу повеќе сцени, ама Само едната за жал, остана во филмот? Да, само едната остана. И ми ги даде на енглески и ми рекоа да ја преведам. Ама јас, знаеш, да биде тачно, се јавив на тетка ми, се јавив на братучетка ми, ве молам помогнете ми, дали ова вака треба да се каже, знаеш да не сгрешам. Да. И така се случи тоа на македонски. Motorbike! East side of the building! Вони се на покривот! Отпатат, ја се залјај. Какво искуство беше снимањето на ете голем холивудски блокбастер? Уште не ми се верува дека тоа се случи. Многу возбудена, така Добре, се вика? да, возбудена. Возбудена бев. Како да кажам, сонот ми се исполни. Секогаш сум сакала да бидам во таков филм каде што
место женските да бидат јаки, да се со пиштоли, empowered, како се вика, не знам на Да, македонски. со моќни. Да, многу сакам такви филмови. И супер ми беше, супер. Стварно уште не можам да верувам дека тоа се случи. Дали може би тоа ти е желба сега еден ден да отидеш па да глумиш во Холивуд, да пробаш таму? Сигурно. Би сакала, да. Да, многу сакам акшн филмс. Како се вика? Акциони филмови, да. Акциони, да. Што друго има во твојата филмска биографија? Што снимаше во текот на твојата кариера? Па имам снимано у Англија како тука тие серии што се soaps се викаат. Да, сапунски опери, така ги викаат и кај нас. Да. Имам 3-4 такви, една се вика Holby City, Doctors и заборев сега другите. Сега прошлата година снимав нешто за Sky, Devils се вика. Тоа е филмот со Патрик Демпси, Макдримиот, Грейс Анатоми. Имаш ли можеби средба со него или твојата улога не е врзана со неговата? Со него не е, мојата улога не, ама со другиот Алесандро, не знам дали го знаеш. Не. Он е исто главен у филмот. Да не кажам сега што се случува у серијата. Да си ја гледаат серијата, да ја гледаат, ама во врска е со finance, со криптос, таква врска има серијата. Ти често преку социјалните мрежи објавуваш и видеа каде што вежбаш боречки вештини. Дали тоа го вежбаш од претходно или го научи можеби за некој од улогите во филмот, па еве сега ти остана и вежбаш, љубител си на боречките вештини? Тоа како малечка почнав да правам кикбокс. Од кога правевме Black Widow за rehearsal, Да, за пробите. За пробите, да. Правевме исто не учеа да се бориме со пиштоли, како да ги држиме, како да пукаме, не учеа арми тренинг. Да, воен тренинг. Да, баш тоа и од кога го научив тоа, се заљубив у тоа и затоа почнав сега да правам џиџицу и реслинг, такви ствари. Да, борење. Да, борење. Сите овие работи, дали некогаш ти си се нашла во некоја непријатна ситуација да треба да се одбраниш, па знам боречки вештини, лесно ми е? Или за среќа не? За среќа не, дај Боже да не се случи тоа, не. Јас прочитав едно твое интервју во кое што најдов многу интересни работи. Мислам дека најфасцинантната работа за тебе ми е тоа што си работела во машки затвор. Да. Со каков тип на затвореници работеше? Јас многу сакам вакви ствари да правам. Имам многу голем пашен. Страст. Да, за све тоа што ќе го научам, ако можам да му помогнам на некој или да му дадам некаква инспирација, ќе го направам. И седнав со една компанија у Лондон и они влегуваат у затвори и сега што беше, имаше таму млади дечки испод 18 години сите и сака да напишат некаква скрипта за нивниот живот. И седнуваме заедно и ми објаснувам како е journey. Начинот на пишување, да, патот. Патот, како се прави. И на крај, после тоа, ние, не само јас, и неколку други глумци беа, ќе направиме како представа пред нив, за да они да може да видат нивната работа, приказна како е. И после тоа им даваме информации од кога ќе искочат од затвор, каде може да одат ако стварно сакаат у таа кариера да продолжат после тоа. И многу ме исполнува тоа да го правам. Меѓутоа, освен работата, значи во машкиот затвор, ти им помагаше и на жени и девојки кои што се жртви на семејно и сексуално насилство. Да. Каква приказна беше тоа? Тоа јас исто пишувам поезија и spoken word. И со тоа идев во школи и вака има како у Лондон има клиникс. Добро. Каде што доаѓаат женски што им треба помош или што имаат траума или знаеш такви ствари. И седиме и преку поезија правиме експрес. Да, се изразуваат. Се изразуваме преку поезија и тоа некако хилинг. Да, како процес на лечење. Да. Колку се соживуваш со нивните приказни? Со сето она тешко што го поминале? Да, сигурно јас имам, мислам, другарки што го имаат поминато тие ствари што ги имаат поминато и у Лондон процентот и сигурно и тука, не знам, не сум читала, е многу висок и тоа многу ретко
се случува. Многу пати се случува и тоа ми е многу битно, important issue. Да, важно прашање, да. Да, и некогаш кога седиш со каунселер или со како се вика, психијатрист. Психијатар, психолог, да. Некогаш може не кеш све да им кажеш или не сакаш да знаат некои ствари, а вака преку поезија нешто ќе си напишеш, јас не го читам, никој не го чита, тоа е само за нив и на крај ќе си го напишат, ќе си го извадат тоа све што го мислат на папир и може да си го чуваат или може да го изгорат или да го фрлат да го искинат. Ама поентата е да се извади тоа све што Да им биде потоа полесно. Да им биде полесно, да. Сама кажуваш дека пишуваш поезија. Твоите песни ги чита некој? Дали можеби планираш некогаш да издадеш некаква збирка книги или ги пишуваш само за себе? Ги имам неколку што ги пишувам само за себе, а имам 2-3 што ствари правам представа во Англија. Исто така слични се за све ја што пишуваме за да ако некој го слушне, за да може да ако истото се осеќа, за да може да му биде полесно да се најде во така. истата ситуација. Така. Каков е животот во Англија? Излегуваш, се забавуваш, ноќен живот, дискотеки или немаш време за тоа? Сега немам време, ама кога бев малце помлада, животот е убав за искачање. Англија се знае, убаво е, не спие Англија, во ствари. Пристапи, има доста филм фестивалс исто како тука, има свашта, многу opportunities има. Можности за секого, за се. Да. Кога последен пат си била пак во Сент Мартин? Или не си била? Сум била, последниот пат беше пред 3 години, мислам, ако не грешам, пред 3 години. Ама не одам често во Сент Мартин, далеко е и кога одам не можам да идам, например, тука можам да дојдам на еден викенд или на недела две. Да, бидејќи е блиску, за неколку часа се стигнува од Лондон до Скопје. Тачно. А за Сент Мартин, ако одам, морам барем 2 недели да останам, не можам сегаш, ради работа, да. Што е следно кога ќе стигнеш сега во Лондон? Сега, кога ќе се вратам, сега снимам филм, се вика Sexy Beast, серија, извини. Има интересно име. Да, нели? Уствари се уврска е со англиската мафија. Нема да кажам многу, ќе ја видите. И сега ќе почнеме со снимањето од 25 или 26 септември, ама сега треба да се вратам да почнам да студирам, да. Имаш голема улога во серијата или помала? Па, онака, не кој знае колку голема, ама Добре за почеток. Да. Ништо, бидејќи мораш да заминеш значи за еден час на аеродром, јас ќе те оставам, таман да имаш време да отидеш и Симит да пробаш. Да. Јуто, многу ми е мило што одвои време, еве, во ова кратко време што си тука, што направивме барем краток разговор тука во хотелот Кара. Те чекаме на следно доаѓање во Скопје. Фала ти многу и фала ви на вас исто што ме викнавте на интервју. Многу ми беше мило и многу ми беше мило што се запознавме.